за уште едно издание на емисијата Фактор среќа, поддржана од Државна лотарија, и за уште една убава, успешна и мотивирачка приказна, која овој пат ќе не води и ќе не прошета низ светот на модата, затоа што денешната гостинка во Фактор среќа е дама која многу генерации ја познаваат. Таа е манекенка, фотомодел, моден новинар и уредник. Жена која што остави силен белег низ годините не само со својата работа, туку и со својата маркантна појава, со уникатниот стил и секако со убавата енергија која што ја зрачи околу себе. Снежана Богдановска-Сани, денес моја и ваша гостинка во Фактор среќа. Добре ни дојде, Сани. Добре најдов, благодарам за поканата. Верувам дека многу генерации сега со задоволство седат пред ТВ екраните и ќе го проследат разговорот во кој што ќе се потсетиме на некои времиња кога навистина модата беше на еден пиедестал и кога модните случувања во градов беа ивенти, како што се вели сега во модерно време, за кои што надолго и на широко се раскажуваше. Ајде да слушнеме како започна твојот пат во тој моден свет. Мислам дека можна интересна мојата приказна, затоа што јас релативно доцна влегов во светот на манекенството буквално. Иако цел живот, односно од најмали нозе, моите сеќавања од најмали години се врзани со тоа едно стаклено кристално огледало кој што го имавме во старата беговска куќа, едно огромно огледало и стоењето пред него, буквално од мали нозе, не знам, 3-4 години ми се првите сеќавања. И се понатаму огледувањето, позирањето, како растев, па особено во тинеџерските години, нели? Со тие фустаните на баба ми останати уште од пред војната, кои што ми беа главна инспирација, нели, во сето тоа, за да многу доцна се случи случајното, што не било ни случајно, иако сите што ме знаеа уште во тие први оделенија, па потоа, нели, не знам, таму тие средношколски денови, сите знаеа дека сум пасиониран по модата. Многу цртав, сакав да се запишам всушност и на Академија за ликовни уметности. Тука немаше, нели, одсек за креатори, се до, нели, 2000-та година, такво нешто. Меѓутоа требаше да се оди во Белград. Конкуренцијата, мислам, невозможно беше такво нешто. Ама па се одлучив, нели, да студирам филозофија, кој беше исто нешто многу слично на моите, нели, интереси. А па за да, судбината некако повторно ме врати во она што е моја пасија и можеби извор на љубов, не знам како да кажам. Така да, така се случи да во тие друштва во кои што се движевме, нели. Јас бев постојано во тој свет заради таа дружба со Лепи Сол, да речеме, нели, со естрадата буквално, и се случи да супругата на Коки, нели, Димишовски, тогаш исто се оформуваше таа група која, нели, на Марио Липша, знаеш, кој што имаше желбата да направи една манекенска екипа во Македонија, затоа што претходно се беа повикувани или главни беа, нели, актери таа славна манекенска школа од Белград, за да Марио посака да направи нешто и со македонските девојки, нели, да се направи овде некакво здружение и да, нели, се акцентира сето тоа. И негова беше идејата и таа првична екипа, нели, со Билјана буквално, не знам, ми пристапи, сметаше дека можам ја да се најдам таму. Иако јас немав всушност ни самодоверба, ни храброст, нели, воопшто да помислам дека можам да се најдам на модната писта. Меѓутоа, самото тоа, нели, самата покана и првичната
како прифаќање од нивна страна, од целата таа група, ме охрабри некако. И тргна целата работа. И буквално беше таа некоја екипа која што ја го имаше тој жар, ентузијазам и желба да направи и да ги покаже квалитетите на македонските потенцијални манекенки. Така и се случи. А во тоа време особено било потребно храброст да се направи тој исчекор и да се влезе во светот на модата, особено поради тоа што сме сепак балканска средина, која што тогаш, сега веќе времето се менува, но тогаш се бори со предрасуди дека манекинките нели во одредени моменти за потреба на модни реви, на фотосесии треба да се соблечат по костум за капење, по долна облека и веројатно многу соништа на девојки да станат манекинки и модели останале неостварени токму поради страф од тие предрасуди и нели можеби некоја критика од околината. Тоа беше и главната дилема кога почнав, нели, затоа што јас сепак потекнам од едно патриархално семејство, да речеме. Не сакав никогаш во никаква смисла да ги посрамотам, нели. И самото дефинитивно е факт дека во тоа време не беа предрасуди, можеби реални озборувања за нели девојките кои што го работеа тоа. И влегувајќи во тој свет, главна поента ми беше да го покажам достоинството нели на професијата, дека тоа сепак професија која што треба да биде почитувана заради својата работа. И заради тоа силината, не само силината ја добив од заедништвото на екипата, затоа што бевме селектирани, односно се само селектиравме, буквално да бидеме личности сами по себе, не само со оние перформанси кои што ги претпоставува нели професијата, талентот, харизмата, меѓутоа и личноста беше многу важна и особено да се немаат опашки нели морални. И мислам дека заради тоа беше таа толку успешна екипа и заради тоа и денеска се зборува за неа. Не за тоа што бевме не знам премногу убави, него буквално сите бевме личности сами за себе. И поради професионалниот однос на сите вас, и многу ми е мило што го спомнавме Марио Липша, кој што ги удри темелите на тој моден свет и модно јадро во нашава земја, и во тоа време паметам дека на вистина модните настани и модните ревии беа вистински спектакли. Се одржуваа во универзалната сала, на саем, како нели Модест, кој што беше можеби најголемиот моден настан во нашата земја, на кој што се презентираа модели од текстилните гиганти македонски, кои што извезуваа во Југославија и во светот, и се правеа специјални сценографии. Вие кои што бевте на сцена, кореографии, може ли малку да се потсетиме, дајте на тие, затоа што чинам дека денеска веќе немаме модни настани од тој габарит и од со таков сјај. Дефинитивно. Јас и во последно време особено се борам да се вратат нели на таквото ниво на нели на организација. За жал се е сведено на тоа да поминува затоа што сме нели тука, само задоволни сме си со сето тоа и нема потреба повеќе од тоа. Особено со тоа како манекените се вложуваат нели во сето тоа, што на крајот на криштата не е ни нивна вина тука на оние кои што организираат и кои што треба да изискуваат. Самиот факт дека не постои кореограф, нели, кој што треба да ги упати девојките како за одредена ревија, за одреден дизајнер треба да се однесуваат и нели да се движат. Самото тоа само по себе зборува. Девојките денеска одат буквално носат со ист став, со исто однесување, било каква облика, било каков да е дизајнерот, нели, особено ако некогаш не инсистира самиот дизајнер колку што тој може, што е несватливо во модниот свет. Во тоа време се сеќавам зошто беше успешноста, се утепувавме од вежбање. Кореографиите што тогаш ги правевме, ако може некаде да се видат, толку беа сложени, ама толку требаше увежбување на сето тоа,
Особено што е смешно, што и денес се обидуваат нели да истите кореографии да ги повторат. Јас не сум видела некој да направи нешто поинакво, особено што сега ни се достапни нели целиот тој дизајнерски моден свет на дланка и гледаме се што нели не се не обидуваме да направиме нешто поинакво. И навистина ми е жал, јас се уште го имам тој ентузијазам, нели, иако ќе ми замерат дека ја постојано критикувам, нели, меѓутоа мислам дека тоа е конструктивна критика за да бидат нештата подобри, онака како што затоа може. Затоа што мене навистина ми е криво да тоа не биде, да не се еволуирало со текот на времето. Она што е различно од денес и тогаш, што денес на сите модели, манекени, им се достапни многу теретани, им се достапни нутриционисти, персонални тренери, што во тоа време го немаше. Вие сите некако по таа природна селекција и по своја интуиција и верувам и по инструкции на организаторите, сте морале да го најдете балансот за сите тие нешта за да изгледате добро и да бидете фит кога сте на сцена. Затоа што тие кастинзи, снимања, фотосесии, реви бараат часови и часови ангажираност. Не е тоа нешто што се случува за еден час и потоа ќе си одиме негде, ќе си седнеме и ќе си пиеме кафе. Само иницијативата беше многу важна, да бидеш задоволен од самиот себе, односно да постојано да напредуваш во тоа што го работиш. Да се не си научил 2 чекора и се завршува тука. Туку буквално со секоја ревија, со секое снимање, со секој едиторијал се внесуваш себе си. Да не спомнувам сега дека шминката, фризурата, па стајлингот на ревијата сами го правевме. Значи, нели Марио беше организаторот, доаѓаат и ги реди моделите и сега ти треба да се снајдеш како се тоа. Па носевме куфери со нас, со накити, со чевли 10. Да, дома кој што има зема? Не, го буквално сме купувале чевли за да ги имаме на ревијата, да имаме за се. По 10 пара чевли сме влечеле, овие накити, нели, сето тоа што треба за да ти во моментот го стилизираш после тоа и да, ја тука можеби највеќе се внесував, правејќи го стајлингот дели на целата ревија, ако имаме од одредена нели фирма или така да биде тоа усогласено, па нели шминката мора да биде од тој тип, фризурата да биде такви, не знам сега некаде има прима, да речеме, и се гледа дека да, сега постојат стилисти, професионалци што се грижат за тој дела, тогаш ги немаш. Тогаш мораш и сам да се нашминкаш, нели, и сето тоа да биде во функција на она што го презентираш. Колку е битен факторот среќа во една манекенска кариера? Па, веројатно да, како и во се друго. Можете да имате, да ги поседувате сите перформанси, меѓутоа како велат да се најдеш на вистинското место во вистинско време. Мене ми се случи малку подосна ама во тоа време и доцна се почнуваше, да речеме, затоа што после некоја година кога почнат тие првите избори нели за модни агенции, тогаш и се оформуваат светските модни агенции, да речеме. И моментот е буквално тоа, да речеме. Иако можеби јас сум некаков и фаталиста, дека тоа што треба да се случи, ќе се случи порано или подоцна. И јас исто сум на истата фреквенција. Сани, колку веруваш во среќа? Дали некогаш играш игри на среќа и дали некогаш си добила нешто, можеби? Ќерка ми вели дека сум среќлија. Дека работите така ми се случуваат, нели? Ми доаѓаат. Никогаш не ги барам, да речеме, мен така ми доаѓаат, за разлика она се вели, за разлика од мене што ја морам да се изборам за се понатаму. Среќа или карма или она што се нарекува на судбинско, како наречниците, нели, кажале на третиот ден. Меѓутоа, од друга страна пак, што ќе направиш со тоа што ти е
дадено под поимот среќа, сега веќе твое, да речеме. Можеби сум имала и можности и шанси, па можеби не сите сум ги искористила, да речеме. Меѓутоа, изгледа дека со ова, со манекенството се погодило. Инаку што се однесува до игрите на среќа, паметам дека, знаеш, во времето на она лото еуфорија што беше во поранешна Југославија, Сузана Манчич и сета таа приказна. Па не знам, мислам дека скоро сите беа поведени по таа игра. Сите седнувавме пред екранете очекувајќи го. Брат ми беше особено фанатик во тоа. Па сите членови од семејството ќе ни кажа да ги кажеме своите бројки, потоа како да се случувало да добиеме по некоја добивка и така. Иако после тоа, нели, животот веќе можеби не ти остава простор да се занимаваш. Патем Сузана Манчич, бидејќи ја спомнавме, ова лето доаѓа во Македонија и ќе биде гостинка во Охрид на Охрид Фест. Ја поканија Копров како атрактивно име и така да сите кои што се сеќаваат на тие убави времиња кога нели беше најпопуларната лото девојка во Југославија ќе може да ја видат оваа година кај нас. Сани, ајде сега да гребеме малку од овие гребки калинка на државна лотарија и да видиме дали денеска нешто конкретно ќе изгребеш или ќе те чека добивката во некоја од гребките што ќе ти ги подари државна лотарија. Самиот момент на неизвестност е можеби најинтересното во игрите на среќа, буквално. Да, тоа исчекување, да видиме што ќе има под првото, под второто, под третото поле. Тоа не е толку дека нешто 7 пати по 700.000 денари кријат овие гребки калинка, иако има и многу други државна лотарија. Да видиме што вели среќата денес. Ако ти е полесно, можеби можеш и на масичката да ја ставиш гребката. Така за... Дали ќе имаме нешто барем утешна добивка? Немаме 30 полиња, но затоа имаме уште гребки, падната, нека стои долу, слободно ќе ја земеме подоцна. Ова за дома, кога ќе имаш време и кога ќе гребеш. Сани, во светот на модата до ден денес остана, значи тоа е не само твоја професија, туку и твое хоби. И веројатно тоа е најубавиот момент кога човек го работи тоа што го сака. Вела дека ако го работиш тоа што го сакаш, ниту еден ден нема да одиш на работа. И тоа што ти остана во светот на модата, нели низ годините на различни позиции, од различни аспекти ја третираш истата, но сепак е најголема потврда дека тоа е твојата најголема љубов. Дефинитивно. Особено треба се нагласи дека е во континуитет. Јас немам ни еден ден, односно се претопува една во друга професија. И денес ми е малку смешно во последниве денови, постојано ми се повторува да не знам да среќавам луѓе и да ми потенцираат како се сеќаваат или манекенката на сето тоа што малку е можеби необично затоа што веќе 20 и нешто години сум како профилиран моден новинар. Можам да се пофалам дека првиот профилиран фактички моден новинар, ако претходно нели луѓе пишувале новинари за модата, меѓутоа буквално почета отише на нешто што се нарекува моден новинар. А воедно е автор на првата модна книга во нашава земја. Дефинитивно. Така да мислам дека тој континуитет е многу важен во суштина, така да
се споиле сите тие мои љубови, наклонетости, нели, преференции за да сето тоа да тече гладко. Мислам, во времето кога почнував со емисијата, иако претходно имав некои новинарски, нели, обиди да пишувам за мода во одредени медиуми, имаше повеќе емисии за мода, односно обиди за емисии за мода. Меѓутоа, мојот пристап беше малку поинаков и веднаш се забележа тоа. И тоа траеше навистина сосема солиден период од време. Иако и се уште нели се откажувам од целата таа желба и ентузијазам да се каже се што има да се каже, затоа што во моментов за мода никаде не се зборува, буквално. И никој не ја гледа потребата да се зборува за мода. А тоа е очигледно во секојдневниот живот. Да не зборувам за медиумите, за нели настаните што се случуваат, сите знаеме да критикуваме, меѓутоа па и обичните луѓе, жени, па и мажи, нели, имаат потреба од тоа да се едуцираат, односно да се еманципираат во однос на модата. Да, не само да се критикува и да се Буквално, наоѓаат модни грешки, туку да се каже како треба и како може. апсолутно, да се упатат луѓето, затоа што јас филам денеска има емисии за храна, дури по 2 на некои телевизии, буквално. Сега се мисли дека тоа најинтересното, да речеме, најгледливото. А сите купуваат од Волт на крајот на краиштата. Додека за мода си се само задоволни, нели, ќе ги снимнуваме актуелните изгледи од излозите и се завршува на тоа или од темуда, нели, што е. Меѓутоа, каде е тука модната едукација, она што е суштината на модата, не е колку пати е и потенцирано и пак има потреба тоа дека е битна индивидуалноста во облекувањето. Мислам, тоа е цела една тема. Последење на трендовите и тоа особено треба да им се всади и да им се принесе на младите генерации кои што во потрага по сопствениот идентитет често и залутуваат во најчесто или во тој моден идентитет кој што е само копи-пейст превземена, нема ништо влијанијата се индивидуално. многу силни од таму од кај што не треба. И тоа е она што е загрижувачки, затоа што како и оформуваме младите генерации. Кога сме кај влијанијата кои што се силни, а кои што не треба да дозволиме да бидат толку навлезени во сите пори на општеството и особено кај младите, тука сакам да го спомнеме и трендот на тие корекции за разубавување, ботокси, филери, кои што особено на овие балкански простори се популарни, не само кај жени во зрели години, туку и кај младата популација. Тоа е најстрашното. Ти си една од оние наши прекрасни македонски жени кои што достоинствено чекорат низ годините, без да се подвргнат на никакви хируршки интервенции за разубавување, тоа е еден многу убав пример за сите нови генерации. Се надевам дека е така, иако мислам дека некои замеруваат за тоа, нели, пред екраните треба да изгледаш не знам, привлечно на крајот на криштата. Иако мислам дека привлечноста на жената не е само во тоа да биде нели затегната. Тоа е моментот, вие можете да направите не знам какви интервенции да затегнувате или за се што да боцкате, меѓутоа она што ќе го добиете како резултат не е тоа што е младолико. Тоа е пак некој друг изглед, некаква друга трансформација, колку и да е, да речеме, неприметливо, што не може да биде неприметливо на крајот на криштата. Од друга страна, јас сум страшен скептик на тоа што све ќе ставите и како ќе го измалтретирате и телото и лицето и какви ќе бидат последиците после тоа. Тоа е таа страна за која што помалку се размислува. Да. Мислам, највеќе треба да се размислува за моментот кога таа бјути индустрија толку е многу агресивна или да и доминира и да
ви сугерира, односно да не можете да избегате од тоа дека морате нешто да изгледате така како што ви вели. Или тој култ на младоста кој што толку многу се форсира. Иако сега гледаме една обратна тенденција, нели она Холивуд. Но тоа во развиениот свет кај нас уште не. Далеко ние секогаш доцниме, да речеме. Така да ќе почекаме уште некоја година, можеби. Сега велам што правиме со она што повеќе нема да бидат тренд устиве, нели? Нема да бидат тие полнења актуелни. Што ќе правиме со тоа? За тетоважите понатаму и да не зборам кога ништо во модата што е трајно не може да биде ефективно. Затоа што модата е нешто што нели е постојана промена, да речеме. Така да треба да се размислува многу повеќе во таа смисла. Велат дека убава жена е негувана жена. Може ли некој совет за сите дами што денес не гледаат и не слушаат, како најлесно да ја негуваат својата природна внатрешна, но и надворешна убавина, за да бидат убави во сите периоди во животот? Може би ќе звучи како флоскула, може би ќе звучи, не знам. Меѓутоа, задоволна жена е среќна жена на крајот на криштата, како го има и тој цитат дека убавината доаѓа однатре фактички. Колку сега можеме нели да го потврдиме тоа е друго прашање. Меѓутоа мислам дека дефинитивно е така. Колку ја негувате внатрешната убавина, толку повеќе се изразува нели во надворешната. Да постојат совети, јас апсолутно сум за тоа дека треба да направите се што можете да направите нели во однос на негата, колку што можете да си дозволите. Меѓутоа секако не се тоа агресивните нели методи. Сега постојат и милион други нели нови неинвазивни, да. Сознание во целата таа, особено со на тие природни. Или пак се навраќаме на што било со стотици години назад познато како нели природата што ни го дава. Така да задоволството од себе си на крајот на криштата е најбитно. Со се она што ви се случува, да речеме, и среќата и тагата и се она што го носи животот. Колку нели тоа задоволство ќе си го препознаете и од каде како самите себе си ќе се осознаете како таа основната филозофска мисла дека спознај се сами од себе си, па се понатаму нели ќе ти биде и мотивите за тоа зошто го правите тие агресивни нели природи, зошто се што правите во животот, од каде потекнува. Тоа е најважното. Да, и веројатно клучно е себе прифаќањето, да се прифатиме сите такви какви што сме, со сите наши убави страни, но и со сите наши несовршености, затоа што на крајот на краиштата сите сме уникатни суштества на овој свет и секоја жена е убава на свој начин. Тоа треба да се разбере првично, затоа што не случајно сме дадени такви какви што сме дадени. Мислам дека секој си е, па дури со секакви, да речеме, физички мани или било што од тој тип, буквално сме дадени со причина такви што сме. Колку и фаталистички тоа да звучи. Сани, времето брзо лета, кога имам спроти мене соговорник кој што на вистина убаво говори и упатува убави пораки до сите што не гледаат и што не слушаат. Ми беше чест и задоволство што одвои време да бидеш гостинка во Фактор среќа. Ке ти посакам и во сите следни години да те красат истите квалитети кои што ги носиш со себе гордо и достоинствено низ животот и да се гледаме, да се слушаме зубаво, а Факторот среќа да биде твој сопатник и во иднина. Не благодарам, ако добивам нешто од ова, морам тоа да го кажам. Некаква добивка, да речеме, поголема. Животна желба ми е да направам шелтер за животни. И мислам дека среќата која што тие ја носате е необислива. Колку
колку убаво би било да се оствари тоа и посакувам некој ден да се случи. Фала многу уште еднаш. Еве, верувам дека уживавте во овој пријатен разговор и дека успеавме да ви го направиме пријатно ова саботно попладне и ова летна квечерина. Имајте добар викенд, се гледаме повторно за 7 дена во новото издание на Фактор среќа.